Значи, ова година поминува во знакот на овој значаен јубилеј за нашата институција, 60 години од основањето на Завод и музеј Струмица. Јубилејот го одбележуваме со повеќе пригодни настани, меѓу тие настани е и овој симпозиум, кој што носи наслов Струмица и Струмичка во Балканските војни и Букурешкиот мировен договор. Значи, тоа е уште еден настан на кој што треба да дадеме акцент, затоа што и годинава се одбележува и 100 години од започнувањето на Балканските војни. Сметавме дека за оваа проблематика македонската научна мисла нема доволно посветено внимание. Од тие причини се одлучивме да организираме еден таков научен собир на кој што ќе се отворат и ќе се расветлат повеќе прашања од оваа проблематика, но истовремено ќе се збогатат и научните искуства. Така. Сега Струмица од секогаш во минатото било значаен центар. Кое е било местото и значењето на Струмица за време на Балканските војни? Па сигурно дека имало важно стратегиско значење за сите учесници во војната. Една од причините кои што го решивме да го организираме овој научен собир е токму одговорот и на оваа прашање, поодблиску значи да се осознае кое е тоа важно стратешко место на Струмица и Струмичка во текот на Балканските војни. Колку теми ќе имаме, односно колку реферати, колку учесници имаме на симпозиумот и од кои делови? Дали ќе бидат само, колку што можевме да видиме од програмата, нема да се само од Струмица, туку од целата држава? Значи, на научниот собир имаме пријавено околу 30 реферати, околу 30 учесници од повеќе институции од државата. Значи, тука се представници од Институтот за национална историја од Скопје, Институтот за македонска литература од Скопје, Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков, Филозофскиот факултет, Правниот факултет, од Завод и музеј Струмица, од Матичната библиотека од Струмица имаме еден реферат, од Средното земјоделско училиште имаме еден пријавен реферат, од Војниот музеј на Република Македонија. Така имаме прилично еминентен состав на учесници кои што овие денови ќе дебатираат на темата за која што пред малку зборувавме. Само уште едно прашање, претпоставам онака како што е традиција за ваквите настани кои што ги организира Завод и музеј по завршувањето на овој научен симпозиум, сите оние трудови, односно реферати би требало да бидат собрани на едно место. Значи, според проектот предвидено е рефератите подоцна да се објават во зборник на трудови и на тој начин на целокупната научна, културна и општествена јавност да им приопштиме, значи, сите сознанија и дебати, односно сите нови стекнати сознанија кои што ќе се добијат во текот на овој научен собир и поширокиот круг на општествената јавност да има увид во овие нови сознанија. Па мислам дека за овој организацијата на овој научен собир Струмица во Балканските војни кој што го организира музеот на Струмица е настан кој што е за поздравување, затоа што познато е дека Струмица во Балканските војни беше град кој што претрпе големи штети. Се водеа големи судини околу Струмица и во самата Струмица. Мислам дека самата организација го покажува пред се интересот на градот Струмица кон овој настан, затоа што имајќи во предвид состојбата во науката со немањето на парични, на материјални средства за одржување на вакви научни собири, јас би сакал да се заблагодарам пред се на музеот на град Струмица и на директорот на музеот кои што смогнаа сили да го организираат овој научен собир и да соберат научни работници од Македонија кои што со своите излагања ќе фрлат нова светлина за она што се случуваше околу Струмица во време на Балканските војни. Но сепак во однос на вашите истражувања на институцијата, која е улогата на Струмица? Има ли некои факти кои што еве широкиот народ не ги знае? Па мислам дека поголемиот број факти се познати во однос на оно што и како беа Балканските војни во Македонија. За жал истражувањата околу овие работи околу Балканските војни во архивите на Западна Европа, како што се Велика Британија, Франција, ни се оневозможени поради немањето на парични средства, каде што и се наоѓа на големиот дел од документацијата, исто така и документите кои што се наоѓаат во војниот архив во Бугарија, во Велико Трново.
Исто така документацијата во Грција не е тотално недостапна, во неја не може за жал во архивите во Грција се уште не може да влезе ниту еден македонски научен работник, што значи дека постојат голем број документи кои што се уште се неоткриени, кои што би проговориле и би дале нешто ново во однос на оно што и зашто Струмица настрада во текот на Балканските војни.